Почитувани, Агенда 35 во оваа емисија продолжува со анализата за очекувањата од јунско-јулските самити на Европската Унија. Што евентуалното недобивање на датум за преговори ќе значи и за регионот и за нашата држава внатрешно? Што се крчка во позадината на различните ставови на земјите членки? Во меѓувреме, докаде се реформите дома? Разговараме со познавачи на процесите, а имаме и ексклузивен гостин. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате ексклузивно интервју со Симеон Дјанков, директор на оддел за развојна економија во Светската банка и поранешен министер за финансии на Бугарија. Што значат европските интеграции за регионалната економија и политика? Зошто европските држави имаат различни ставови во однос на добивањето на датум за преговори и на проширувањето како европска политика? Реформите дома мора да течат без разлика на европските превирања. Докаде е работата на Советот за реформи во правосудството? Подрачје каде што требаат корените промени. Останете со нас. Новиот состав на Европската комисија треба да се фокусира на забрзување на евроинтеграциите во земјите од Западен Балкан, вели во разговорот што го направивме Симеон Дјанков, поранешен министер за финансии на Бугарија и актуелен директор за развојна економија во Светската банка во Вашингтон. Тој вели дека сега по европските избори, новиот состав на комисијата и на парламентот веќе не може да имаат изговори како мигрантите или Брекзит за интеграција на регионот во Европската Унија. Смятам, че следващата Европейска комисия и Европейски парламент ще са много по-насочени към довършване на интеграцията. И затова казвам, сега е момента ние да работим натам. Последните няколко години минаха първо по темата миграция 2015-16 от Африка и Близкия изток и последните 2 години Брексит. И някакси една цяла комисия се забави с всичко останало. Следващата комисия може да довърши работата в Западните Балкани, първо почвайки с интеграция на пътища и енергетика и след това да завърши и политическата интеграция, която, пак казвам, е важна за вас, но е важна за България, важна за Гърция, важна за Австрия, важна за целия Европейски съюз. Смятам, че това ще направи разликата в общото настроение в Европейския съюз. Дјанков вели дека земјите од регионот сега ќе имаат голема поддршка од ЕУ да работат на поврзување меѓу себе, но и со остатокот од Европа со соодветна инфраструктура. Основната тема, по която за следващите 5 години ще има, според мен, голяма подкрепа от Брюксел и от други европейски държави е транспортни коридори. Транспортни и енергийни коридори. Да ги правим заедно. Коридор 8, например, но е коридор, за който много се говори, но той зависи от няколко държави. И ако една държава върви напред, а другата не върви напред, реално целият процес се забавя. Така че политиците в този регион могат да се карат по други теми, но трябва да се разберат енергетика и пътища да ги правим заедно. Това за мен може да се направи в рамките на следващите 3 до 5 години и ще дигне икономическото развитие на региона от тук до тук. Во меѓувреме, додека Северна Македонија чека да ги почне преговорите за влез во ЕУ, Дјанков вели дека земјата мора да работи на надминување на домашните проблеми. Според него, основни се реформите во образовниот систем, особено во високото образование. Конкретно в Северна Македония, една от другите теми, за които вече говорихме, е образование. Образованието е на различни етапи. Начално образование, средно, висше образование. В нашите изследвания забелязваме, че системата на висшето образование, университетската система, на много изостава тук. Така че конкретно правителството трябва да се насочи какво може да се направи, така че тези студенти, които излизат от университетите, всъщност да имат образованието, което е необходимо на бизнеса. В момента излизат много студенти, които всъщност не са необходими на бизнеса и обратно. Бизнеса се нуждае от такива. И другата тема голяма е социално развитие, защото дигиталните технологии помагат на някои хора и някои професии, но в големи градове като Скопие, по-бързо да се интегрират световно, в световната икономика.
А в по-малките градове и в селата обратното, някакси интеграцията се забавя. Така че ни трябва социална политика, социални закони, да помогнат и това е някои лесни неща, като дигитална интеграция. Просто да има възможност за интернет в по-малките населени места и местна инфраструктура. Не чекајќи на евроинтеграциите, Дјанков вели дека Северна Македонија и сите други земји од Западен Балкан мора да работат повеќе на интеграција со инфраструктура. Интеграция в инфраструктурата от гледна точка на пътища, защото макар че дигиталните технологии ни помагат да обслужваме целия свят, все пак ни трябват пътища, за да товарите да ги прехвърляме от една държава в друга. И също енергийна интеграция, значи пътна интеграция, енергийна интеграция, така че за електричество, за газ да имаме възможност в целия регион да го свържем. Това в момента не е така. Всяка държава си има собствена газова мрежа, собствена пътна мрежа и една голяма тема за следващите 5 години, за следващата Европейска комисия, е именно в Западните Балкани и въобще в Балканите, включително България, Румъния, Гърция, да имаме общи системи на пътища, обща система на e-toll система, да може лесно да се минава от една държава в друга и през границата обща енергийна система. Това е което можем да направим. За тоа колку е важно Северна Македонија да стане дел од ЕУ, Дјанков вели. Много е важно, защото голяма част от успехите на България или на Румъния, а дори на Гърция в Европа и в икономическото развитие, благодарение на европейски фондове, именно за инфраструктура, за образование. Така че колкото по-бързо Северна Македония и въобще Западните Балкани влязат в Европейския съюз, толкова по-добре е за вас, но толкова по-добре и за нас, и за Западна Европа. Ке има ли конечно датум за преговори со Европската Унија во јуни? Врз ова прашање се кршеа копија во кампањата за претседателските избори, а истото продолжува да биде една од главните теми на расправа помеѓу власта и опозицијата дома. На состанокот на Советот на министри на Европската Унија лани во Луксембург, Брисел испрати порака дека Македонија добива условен датум за преговори. Датумот е токму овој јуни, 2019, а условот всушност не е еден, туку се 4. Реформи во јавната администрација, во правосудството и разузнавачките служби и резултати во борбата против корупција и криминал на високо ниво. Колку Македонија има одговорено на европските барања за реформи во овие полиња е прашање на дебата и на различни толкувања. Разликите во оценките за тоа колку е земјава подготвена не се присутни само во домашната политичка јавност, туку и помеѓу земјите членки на Европската Унија. Франција и Холандија важат за двете земји кои што имаат резервиран став околу почетокот на преговори и кон проширувањето како процес воопшто. Но политичките анализи од годинава говорат дека неизвестноста за датумот не се должи само на незавршените домашни задачи. Прв проблем е упорното ставање на земјава во ист кош со Албанија, формирање на пакет од двете земји заедно, зашто голем дел од членките сметаат дека е неправеден, од Скопје и Тирана не може да се споредат во напредокот. Други држави пак се убедени дека токму раздвојувањето на земјите ќе биде опасно, особено за етничките односи во регионот. Мислам дека германската надворешна политика мисли дека би била политичко коцкање доколку се случи така наречениот декаплинг, односно одвојување на досијата на Македонија и Албанија. И тоа од проста причина што според моје некој убедување Меркел не сака да го казни Рама. Иако Рама значи не може да покаже некој досије затоа што знаеме дека Албанија има огромни проблеми со организираниот криминал, постојат доста релевантни извештаи каде што се вели дека на сметка на борбата против, производството на марихуана и трговијата, во последните 4 години таму организираниот криминал се реорганизирал и денес е еден од главните играчи во трговијата со потешки дроги во Европа и тоа е досие што многу тешко може да се одбрани, но и покрај тоа мислам дека повеќе од Германија произлегува тој проблем и таа скептичност околу одвојување на досијата од проста причина што не сакаат да го казнат Рама и од други причини поврзани со решавањето диалогот Приштина-Белград, улогата на Рама во тоа, заканите, тоа се сепак балкански политичари што често користат и закани кога сакаат нешто да остварат. Исто постои веројатно уверување и кај западниве одлучувачи дека опозицијата во Албанија, која што применува насилство во борбата, во политичката борба, е се уште полоша опција отколку тамошната власт. Така што мислам дека додека Франција, например, мислам дека повеќе притиска за таа работа. Едноставно досијата да се одвојат за да има почиста, да кажеме, посилни аргументи потоа при убедување на јавноста
нивна дека треба да продолжи нели отварањето на преговори со преостанатите држави од регионот кои што се уште не отвориле. Експертите, но и македонските власти официјално велат дека со ваквата неконзистентна и необедината европска политика се става под знак прашање целокупната политика на проширување на Европската унија, но пострашно ќе биде и силна порака на поддршка на националистите во регионот. Ќе ги зајакне аргументите на силите кои што беа против Преспа. Тие сили беа поразени на некој начин со претседателските избори, не поради добриот резултат на кандидатот на власта, туку поради тоа што не успеа поради тоа што се покажа колку е силата на противниците на Преспа во однос на гласовите, меѓутоа доколку ова не се случи, они тоа апсолутно ќе го злоупотребат, доколку не се случи годинава отварање на пристапни преговори и јасни сигнали доколку не се пратат од Европа и дека ќе ни се даде поддршка во реформите кои што граѓаните патем тука ги очекуваат. Мислам дека опозицијата ќе биде максимално безобразна и на тоа ќе капитализира и ќе создава чувство на цинизам меѓу граѓаните, ќе се подигне на некој начин и национализмот, едноставно ќе испаднат морални победници од целата приказна. Не затоа што се понудиле добри аргументи, туку поради целата таа неизвестна клима во Европа. Во меѓувреме, еврокомесарот задолжен за проширување Јоханес Хан се чини дека наголемо се труди да се оправда функцијата и поентата на постоењето на неговиот комесаријат. Во неколку јавни настапи од минатата недела тој потенцираше дека Северна Македонија е земја со најголема политичка стабилност во регионот и оти за успесите мора да биде наградена, а Европската унија да биде доследна на ветувањата. Северна Македонија е политички најстабилна, ги затвори сите прашања со соседите и има конструктивна опозиција. Тоа дава шанса да ги престигне сите во регионот и да испрати јасен сигнал и до најскептичните земји во Унијата, дека заслужува зелено светло за почеток на преговори. Јас сум убеден дека до крајот на годинава ќе ги отвориме првите поглавја. Според новата методологија, тоа ќе бидат поглавјата 23 и 24. Звучи малку како техничко прашање, но се работи за владење на правото и се што е поврзано со него. Вели Хан. Извештајот за напредокот на земјава, врз основа на кој што земјите членки ќе ги градат своите ставови, ќе биде објавен на 29 мај. Токму за поглавјето 23 правосудство и фундаментални права, за кое зборува еврокомесарот Јоханес Хан, земјава се обврза дека ќе испорача резултати со цел идната недела, да добие позитивен извештај за напредокот во спроведувањето на итните реформски приоритети. Реформата во делот на правосудството почива на 5 столба: реформа на судскиот совет и советот на јавните обвинители, избор на суди и јавни обвинители во согласно со начелото на заслуга, редовен увид во системот за распределба на предмети АКМИС, унапредување на квалитетот на правдата преку измени во управното и кривичното законодавство и зајакнување на капацитетите на правосудството со подобро управување на човечките ресурси. Јавноста во детали е запознаена со предложените измени на Законот за јавното обвинителство, преку кои се дефинира и идната улога на специјалното јавно обвинителство, но многу малку знае докаде е усвојувањето, донесувањето и спроведувањето на другите закони кои се дел од стратегијата за реформи во правосудството. За тоа каде имаме најголем, а каде најмал напредок, разговараме со адвокатот Александар Тумановски, член на Советот за следење на реформите во правосудството. Според него, застојот се должи најмногу на тоа што, наместо стручните лица, овој закон го пишуваа политичарите. Проблем беше и неподпишувањето на клучните реформски закони, Законот за судовите и Законот за судскиот совет од страна на поранешниот председател. Сметам дека со измените за судовите, со измените на Законот за судски совет, на некој начин, тоа што беше наведено како критика од господинот Приве, тука ќе го спомнам АКМИС, водење на АКМИС системот, дека рачно се давале предмети по суди за одредени преферирање према одредени суди кои што треба да водат одредени предмети. Потоа дисциплината на некој начин во судството, точно беше и наведено во кои делови, кои суди, кои се пречка за напредок на владење на правото и на судските реформи. Сега со носењето на законот за судови и со носењето на законот за судски совет, на некој начин тие луѓе кои што постапуваат нема да бидат недопирливи. Тумановски очекува Европската комисија да го препознае напредокот и да даде позитивен извештај и препорака за почеток на преговори, но земјава ќе мора да покаже дека може и да ги спроведе законите. Не е толку доцнењето колку што е имплементацијата. И сметам дека заедно со работење на сите тие 5 столба,
кај тоа што го имате наброено, дека на некој начин со мал инпут би дало многу резултати. Граѓаните малце треба да видат дека нешто се работи, но треба да се покаже на дело. Ние последниот извештај на State Department имаше веќе наведено, значи не со дипломатски речник кој што кочи во суството, и веќе е наведено према кои луѓе треба одредени ситуации да почнат да се разгледуваат. Така да и со исто во последно време, не да кажам дека е тренд, но будењето на Државната комисија за антикорупција почна да навлегува и во делот на правосудството и водењето на едноставно мониторинг за непотизам, за вработување, за начин на богатење. И сето тоа ќе даде резултат и граѓаните да видат дека на некој начин нешто функционира. Од тука треба да се почне. И мрежата 23, граѓански организации кои го мониторираат поглавието 23, забележува напредок, но само во поставувањето на нормативната рамка. Но останува клучното, останува во пракса да видиме како ќе се спроведуваат реформите во правосудството, од кои зависи потоа нели и динамиката, како ќе ги тераме преговорите за поглавието 23. Исто мислам дека клучно да се напомене во оваа фаза дека она што нашиот извештај нотира е дека реформските планови на владата, особено 369 и 18, се значително исполнети, но сепак останува фокусот на оние клучни сектори, особено во делот на човековите права, каде што цениме дека владата треба да обрне особено внимание сега по закружувањето на овој корпус на судски реформи. Поставување систем на владење на правото, фразата што ја слушаме една деценија, за граѓаните треба да значи Тоа е правна сигурност, дека тоа е нормативна сигурност, дека имаат пристап до судовите, дека можат да исполнат својата правда, дека тие тарифници кои нели ги офаќаат и судската, нотарската, адвокатската, извршната фела, дека се прилагодени на стандардите на самите граѓани и дека можат пред се да си ги остварат собствените права. Но тоа значи дека борбата против корупцијата треба да биде ефикасна, она што и самите панелисти го кажа, новата комисија ги дава првите резултати, ни дава надеж дека веќе сериозно можеме да се бавиме со сите нивоа на корупција од највисоко до најниска, за да можеме нели да ја повратиме довербата во системот. Затоа мислам дека оваа комисија ќе има клучната улога за да можеме пак повторно да веруваме дека институциите имаат капацитет да ги испорачаат овие закони кои се донесени на хартија и пред се нели унапредувањето на човековите права. Правосудство и фундаментални права, или поглавието 23, не е типично поглавје на Европската Унија. Тоа не е исполнето со многу директиви како другите поглавја, но е многу комплицирано, бидејќи се однесува на принципи кои даваат насоки за тоа што треба да значи владење на правото, вели шефот на техничкиот преговарачки тим Бојан Маричик. Поглавието 23 е првото поглавје кое го отвара во преговорите земјата кандидат за членство во Европската Унија и последното кое го затвора пред официјално да стане дел од европското семејство. Програмата Erasmus Plus им помага на студентите да бидат поуспешни во приватниот и професионалниот живот, а на универзитетите да станат поиновативни, покажуваат резултатите на две независни студии кои оваа недела ги објави Европската комисија. Во овие обемни студии кои се базираат на одговорите на скоро 77.000 студенти, персонал од високото образование и преку 500 организации, се мери и анализира влијанието на програмата Erasmus Plus на незините главни корисници. Па така, после престојот во странство од студентите кои учествувале во програмата Erasmus Plus, на повеќе од 70% им било појасно што сакаат да работат во иднина, а повеќе од 90% имале подобрени способности за работа и соработка со луѓе од различни култури и сметале дека имаат европски идентитет. Покрај ова, 2 од 3 универзитети кои учествувале во програмата сметале дека проектите на ниво на цела Европска Унија придонесуваат за зголемување на социјалната вклученост и недискриминација во високото образование. Инаку во периодот 2014-2018 година повеќе од 2 милиони студенти и персонал од високото образование учествувале во програмите за учење, тренинг или обука во странство во рамки на Erasmus+. 208.000 тони природен мед во вредност од 452 милиони евра увезле државите членки на Европската Унија во 2018 година од држави кои не се дел од Унијата, покажуваат податоците на Евростат.
Истата година државите членки на Европската Унија извезле надвор од Унијата 21.000 тони мед во вредност од 119 милиони евра. Ако се спореди со 2013 година, увозот на мед од државите кои не се членки на Европската Унија е зголемен во количина за 25%, а додека извозот кон држави надвор од Европската Унија е зголемен за 40%. Држави членки на Европската Унија најголеми увозници на мед се Германија, Велика Британија и Белгија. Медот во Европската Унија најмногу се увезува од Кина и тоа 39% од вкупно увезениот мед, Украина 20%, Аргентина 12% и Мексико 10%. Се воведуваат рестриктивни мерки за одвраќање и одговор на сајбер напади кои представуваат надворешна закана на Европската Унија или на нејзините држави членки со новата правна рамка која ја утврди Советот на Европската Унија. Рамката опфаќа и сајбер напади против трети земји или меѓународни организации, каде рестриктивните мерки се сметаат за неопходни за постигнување на целите на заедничката надворешна и сигурносна политика. Новиот режим на санкции ќе се применува на сајбер напади кои имаат значително влијание, но и на обидите за сајбер напад со потенцијален значаен ефект. Со новите правила за првпат на Европската Унија и се овозможува да воведе санкции за лица или субјекти кои се одговорни за сајбер напади или обиди за сајбер напади, санкции за лица или субјекти кои даваат финансиска, техничка или материјална поддршка на таквите напади или кои се вклучени на некој друг начин. Рестриктивните мерки вклучуваат забрана за лицата да патуваат во Европската Унија и замрзнување на имотот на тие лица и субјекти. Дополнително, на лицата и субјектите од Европската Унија им се забранува да ставаат на располагање парични средства на оние кои ќе се најдат на листата на санкционирани. Потрошувачката на свежа вода во домаќинствата во Западна Европа е околу 200 литри по жител на ден. Во град како Малме, Шведска, со околу 300.000 жители, потрошувачката достигнува до 60 милиони литри секој ден, а најголемата потрошувачка на вода е при туширање. При туширање само 10% од водата е нечиста, со сапун, шампон или други нечистотии, а останатата 90% загреана и скоро чиста оди во одводот како отпадна вода. Конвенционален туш користи повеќе од 100 литри вода за 10 минути и потребни се 5 киловат-часа енергија за да се загрее водата до температурата на телото. Сето претходно било мотивација за еден млад иноватор од Малме да изнајде решение со кое при туширање водата се рециклира. Со иновативното решение се користат нешто помалку од 5 литри вода и 1 киловат-час, а при тоа заштедата никако не влијае на квалитетот и удобноста на туширањето. Клучно кај иновацијата е системот за туширање со затворен циклус. Внатрешниот дел на иновативното решение представува еден вид на миниатурен систем за управување со отпадни води. Имено, при туширањето, сензорот во одводот секоја секунда 20 пати го проверува квалитетот на водата, за да се види дали истата е соодветна да се прочистува. Ако е, процесот на рециклирање започнува. Најпрво микрофилтер ги отстранува поголемите парчиња, како кожа или влакна. Друг филтер ги отстранува нечистотиите од наноопсек, а UV филтер ги неутрализира микроорганизмите во водата, бактерии, вируси и крв. Потоа водата која дотогаш е само неколку степени разладена се загрева до саканата температура за туширање, за што е потребно многу малку енергија. Водата пред да се употреби секогаш е стерилизирана. Така прочистена, таа е дури почиста од редовната вода и е подготвена за следна употреба. На крајот на туширањето, целата вода од системот се испушта автоматски. За да се зачува хигиената, филтрите се менуваат на секои 200 туширања или на секои прочистени 20.000 литри вода. Односно, една фамилија годишно би требало некаде 3 пати да ги смени филтрите. Ова иновативно решение веќе е инсталирано во поголем број на хотели, болници и други места. Сите податоци за потрошувачката на вода и промена на филтрите се снимаат дигитално и лесно може да се следат од страна на корисникот преку специјално направена апликација. Следната недела се гледаме со нова тема во истиот термин 20 часот и 15 минути. Ако не пропуштите тука, следете на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили. Останете со програмите на Македонската телевизија.